Најави време за последниот разговор во денешното издание на Македонија наутро. Пред 13 години започна да се плете приказната за интернационален фестивал за класична гитара во сите ученички, средношколски и студентски категории. Тремоло, фестивалот кој прераснува во културна манифестација која ги обединува сите љубители на класичната гитара, учениците, педагозите, и тоа не само од Скопје и Македонија, туку и пошироко, годинава своето 13-то издание го одржува од 1 до 8 јуни, а детали за програмата која што е во тек моментално добиваме од директорката на Детскиот културен центар Карпош, Билјана Лалчевска-Серафимовска, и професор Дарко Багевски, уметнички директор на фестивалот. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро и ви благодариме за поканата. Веќе 13-та година поред, Детскиот културен центар Карпош е организатор на фестивалот Тремоло, секако со поддршка и на град Скопје. Какво значење има оваа културна манифестација кај нас, која мора да споменеме за гледачите и некој единствен од ваков вид во Македонија? И со самото тоа вие и го одговоривте прашањето, точно многу значајна за пред се за нашата институција, од каде што младите, односно децата, првпат се сретнуваат со звуците на класичната гитара преку секцијата за изучување на класична гитара. За понатаму да е овој фестивал практично значаен и за градот Скопје како генерален покровител и за државата воопшто, бидејќи, како што и самите кажавте, дека е единствен од ваков тип во државата. А со тоа верувам дека е огромен предизвикот токму да се биде организатор на еден ваков фестивал на класична гитара во нашата земја. Ајде малку околу конкретните содржини на годинашното издание, кое што, како што споменав и во најавата, веќе е во тек, почнувајќи од 1 јуни. Што точно е на програмата? Оваа година, како и предходните, имаме концертни вечери. На наше големо задоволство, 4 концертни вечери се предвидени. Еден е веќе реализиран, тоа е концертот на минатогодишниот победник Лука Романели од Италија, кој се одржа во Даут Паши Намам на 4-6. Имаше прекрасна публика, имавме прекрасни звуци на гитарата, прекрасен концерт и една автентична атмосфера која што дополнително ја создаде она атмосфера и од другата страна на публиката, која што навистина оддаде на Лука Романели едно признание, бидејќи тој минатата година се најде како носител на наградата. Денеска, со почеток во 19:30 часот во Музеот на македонска борба, ќе го проследиме концертот на Милош Вуковиќ од Србија, а веќе утре и задутре во Македонската филхармонија со почеток од 19:30 часот се нашите звезди Хозе Карлос Гомес од Шпанија и Горан Кривокапич од Црнагора. Во оваа прилика би сакала да се заблагодарам на шпанската амбасада, која што еве веќе втора година поред не поддржува за фестивалот Тремоло и навистина ни носи еве прекрасни гости. Тоа е во делот на концертите, но секако тука и оној надпреварувачки дел во рамки на самиот настан. Надпреварите годинава чинам од 1 до 5 јуни се одржа и тоа во онлайн издание. Како помина нивната организација? Се уште се во тек надпреварите. Жирито кое што интернационално моментално ги преслушува видеата, кои што според правилникот се на одреден начин снимени. Сите надпреварувачи кажуваат на самото видео дека е тоа специјално снимено за Тремоло International Guitar Festival. И за жирито би можел да кажам дека е составено од еминентни професори и педагози од кај нас и од странство. Од Македонија се професорите Борче Наумовски и Љубомир Накевски. Понатаму од Хрватска, Косово ни доаѓа професорот Джевдет Сахаджија, потоа Штефан Трифан од Романија, Митева Динкова Стела од Бугарија, Ерхан Мујка од Косово, и ги имаме исто така во самото жири и самите изведувачи на концертите, Горан Кривокапич и Хозе Карлос Гомес, и можам да кажам дека тоа е едно жири од 7 до 9 луѓе, кое што е многу компетентно за
таа работа, бидејќи сепак се провлекуваат категории од најмладите, од мини категорија до безвозрастна граница или категорија 7, која што имаат можност во незе да се пријават кандидати кои што се постари од 21 година или веќе се завршени со студентското образование и може да се конкурира и да се освои главната награда, која што е вредна награда и не само како парична награда, туку и како концерт на следното Тремоло следната година и тоа е еден вид на промоција на тие млади гитаристи, млада генерација на професионални солисти кои што би требало секој фестивал да им го отвори патот да се соочат со една права публика, убави сали и добра акустика. Кога веќе ги споминавте учесниците на самиот натпревар, каков е квалитетот на учесници кои што со годините наназад се прејавуваат досега на Тремоло? Колку тие успеваат да ги исполнат оние високи критериуми, односно критериуми за квалитет кои што ги поставува самиот фестивал? Па видете, јас секогаш размислувам на тоа дека треба да сме и креативни во тоа што ние ќе го дадеме, бидејќи сметам дека имаме квалитет во Македонија кој што треба да се развива и да му се даде поддршка. Меѓутоа, сепак ги следам светските трендови, поготово во Европа, за класичната музика и класичната гитара, бидејќи сум јас самиот дел од одредени меѓународни жирија и тоа ниво сакам да го пресликам токму и во нашиот фестивал. Што се однесува до самите учесници, секоја година мислам дека нивото е се повисоко, дури во споредба со некои мои генерации кои сме биле на тие години, е неверојатно што денеска младите уметници и музичари може да освират. Самата техника на свирење е многу развиена, емоционално се стабилни, се соочуваат со сцената на многу рани години, не само концертно, туку и надпреварувачки. Пред 30 година имаше само 2 или 3 фестивали на целиот Балкан, сега ги има преку 30, што значи имаат многу поголеми можности него во тоа време и ете и онлайн сега дури стана нормално, но сепак се надам дека од следната година ќе имаме можност одредени категории повторно да ги видиме во живо, да дојат родителите, да дојат самите кандидати. Верувам дека фестивалот има изградено свое реноме и надвор од границите на Македонија. Кога веќе го споминавте овој дел со онлайн, минатите изданија на самиот фестивал во голем дел беа онлайн. Годинава се чини остана оној комбиниран модел. Колку сето тоа може да представува проширување и збогатување всушност на самата понуда на фестивалот Тремоло? Токму така, значи комбинираниот модел на надпреварување представуваше предизвик како за нас, така и за надпреварувачите. Во суштина имаат повеќе можност од секаде низ светот да аплицираат, да се пријават и да учествуваат на овој онлайн надпревар, така што на наше големо задоволство бројката на надпреварувачи расте и таа е 40 до 50 на надпреварувачи и навистина ова еминентно жири што го спомена Дарко ќе има навистина тешка задача да го избере најдобриот од најдобрите, бидејќи навистина од година во година имаме многу добри кандидати, така да се надеваме дека титулата најдобар ќе ја понесе оној кој што ќе го отсвири својот дел согласно категоријата. Може ли да кажеме дека интересот за учество на Тремоло се враќа на оние стари патеки? Ги имаме ли оние бројки од пред пандемијата? Една исклучително симпатична работа е тоа што за време на пандемијата ние тргнавме како и не знаевме што не очекува со овие онлайн надпревари, но свативме дека ништо не е тешко кога се сака нешто да се сработи, значи може да го најдеме вистинскиот начин. Така што интересот, пак ќе кажам, е голем и за онлайн, меѓутоа друго е чувството кога надпреварувачите се тука присутни и она позитивна трема која што ја имаат пред изведување на своите 5 минути, 10 и така натаму, во зависност од категоријата, е навистина едно прекрасно чувство кога ќе се видат во такво издание.
Споминавме во текот на разговорот, но еве малку поконкретно за најдобрите и најуспешните учесници на настанот, ќе има и соодветни награди, нешто околу тоа. Па добро, наградата, освен паричната награда, ние во изминатиот период имавме спомен, една гитара, значи доделувавме таква награда кога беа надпреварите во живо, но со оглед на пандемијата моравме наградите да ги направиме согласно условите, да ги прилагодиме. Така што најголемата награда практично за еден млад изведувач е концертот кој што ќе го одржи на Тремоло 2023 година. Тоа искуство го видовме со Лука Романели од Италија годинава и Давид Штрбац беше првиот учесник, односно добитник на онлайн награда и свиреше свој концерт. Возбудата и сето она како пропратни елементи до концертот значи беа неверојатно искуство и за нив и за нас, така што еве да ги охрабриме и овогодинешните надпреварувачи да го дадат својот максимум и да се представат секако во најдобро светло. Само да се надоврзам, имаме исто така награди во другите категории како бесплатни учества на фестивали на балканските простори пошироко, кои што уметничките директори на тие фестивали ги одвојуваат за нашите учесници. Тие имаат можност, доколку победат во одредена категорија, да се представат на некој друг фестивал бесплатно. Билјана, Дарко, благодарам за тоа што утринава одвоивте време да бидете дел од утринската програма на Македонската телевизија. Ќе ви посакам зад вас да оставите уште едно успешно и совршено организирано издание на Тремоло, уникатен фестивал кој што со години, низ годиниве наназад прерасна во една престижна културна манифестација која што секако ги обединува сите љубители на класичната гитара. Благодариме. Се гледаме ние во следна прилика.